Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони, Бети и Треноски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, наш денешен гостин е доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Со господин Малчевски ќе разговараме за најактуелните теми во изминативе неколку дена, како и за теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме. Една од темите за која ќе разговараме со доктор Малчевски е првото годишно обраќање на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која го имаше пред пратениците во законодавниот дом. Од Малчевски ќе побараме одговор на прашањето дали претседателката Гордана Силјановска-Давкова во незиното 70-минутно обраќање ги исцрта државните црвени линии. Токму така, почитувани, со господин Малчевски ќе разговараме за реакциите од страна на власта и опозицијата, како и за постапката за разрешување, односно интерпелација на членовите на Судскиот совет, избрани од Собранието, чие разрешување се очекува по празниците. Ќе зборуваме и за бегалецот Артан Груби, кој пред да избега изјави дека бил чист како моминска солза, како и за обвинувањата од СДСМ дека власта го пуштила да побегне. Ќе разговараме за резултатите од најновата анкета за испитување на јавното мислење на македонските граѓани, која покажува вртоглав пат на поддршката за СДСМ и ДУИ. Ќе зборуваме и за позициите на Вреди, владиниот коалиционен партнер, поврзани со евроинтегративниот пат на Македонија во ЕУ. Со Малчевски ќе зборуваме за законот за јазиците, како и за заканите на Али Ахмети дека од законот за јазиците не смее да се смени ниту точка, ниту запирка, бидејќи тој закон не бил добиен како подарок, туку бил заработен со крв и пот, воспротивно ќе биде пружен невиден отпор, бидејќи ДУИ била како ураган. Ќе разговараме за новите измени на законот за локална самоуправа кој е во подготовка, а кои предвидуваат можност за отповикување на градоначалниците пред да им завршат нивните мандати. Ќе зборуваме за тоа што обвинителството призна дека Миле Јанакиевски, Спиро Ристевски, Трајко Вилјановски и Владимир Атанасовски воопшто не требало да седнат на обвинителна клупа за случајот поврзан со настаните од 27 април 2017. Со господин Малчевски ќе разговараме и за одлуката на ДКСК да го затвори случајот што го водеше за директорот на АНБ, Бојан Христовски, бидејќи тој ги исполнувал сите законски услови за да биде именуван за директор на АНБ, а не како што тврдеа и обвинуваа од СДСМ. Почитувани, ова се само дел од темите за кои во следниве минути ќе разговараме со нашиот гостин, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблеми со звучниот сигнал. Господине Малчевски, добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добро ве најдов, се надевам дека се слушаме. Одлично. Поздрав Јон, поздрав Бети, поздрав до сите ваши слушатели и гледачи утрово од сончевето Скопје од Македонија. Добро ви утро од мене, господине Малчевски. Ви благодариме што ја прифативте нашава покана да бидете заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели низ разговор да се обидеме да анализираме дел од она што се случуваше во Македонија на политичката сцена. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив. Па се надеваме, ајде да почнеме дел по дел. Сега пред да почнеме само да се подсетиме доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе бидат ставени на екранот и прочитани и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, можете тоа да го направите слободно. Океј, ви благодарам многу. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова во средата го имаше незиното прво годишно обраќање пред пратениците во законодавниот дом, кое траеше околу 70 на минути. Силјановска во незиниот говор зборуваше на три главни теми и тоа заложби на забрзување на евроинтегративниот процес на Македонија, критики кон Европската Унија за непринципиелниот однос кон Македонија и лекции по меѓународно право. Како вие го оценувате незиното обраќање? Дали претседателката Гордана Силјановска-Давкова ги исцрта државните црвени линии барем за европските интеграции на Македонија и кои 3 или 4 работи од незиниот говор би ги одвоиле поврзани со трите главни
теми за време на нејзиното обраќање, но и некоја друга тема, доколку има, која не ја спомнавме во главните теми? Видете вака, ние неколку пати до сега сме дискутирале на тема позицијата председател на Република Македонија во општествено-политичките збиднувања кај нас. Јас многу пати до сега потенцирав дека конечно сакам да видам председател кој што ќе биде на висина на задачата. Мене ми е преку глава од политичари кои што виткаат кичми, кои што се додворуваат де во Брисел, де во Вашингтон, де ваму, де таму каде ќе стигнат. Оно што го видовме изминатава недела како обраќање на председателката Силјановска Давкова беше континуитет на нејзините ставови и заложби. Сепак професорката не е нова на македонската политичка сцена. Ова е прво искуство како председател, но и претходно била дел од битни, ајде да кажам, процеси во Република Македонија. Така да, оно што она го кажа беше континуитет на се оно што претходно ние го дискутиравме, го разговаравме и она го актуализираше како нејзини ставови. Мене ме радува тоа што конечно некој кажува дека во континуитет се води непринципилна политика према Република Македонија, почнувајќи од 90 и некоја од промена на име, промена на знаме, времена референца, па се оно што до ден денеска ние го трпиме како непринципилна политика, секогаш не иде направете го уште ова, па готово почнавме, ајде направете го уште ова, па готово почнавме, не, конечно ние имаме цврсти ставови. Мене многу ме радува што во нејзиниот одговор јас гледам и кохабитација со актуелната влада. Значи председателот и владата се на исти позиции, на исти ставови, а тоа е во насока на одбрана на македонските национални интереси. Визави говорот на председателката, мислам дека многу јасни пораки беа испратени на домашна и на меѓународна политичка цена, многу прецизно беа исцртани нашите позиции во следните минимум 4 години владење на председател или председателствување на председателката Силјановска и уште минимум 3,5 години влада на ВМРО ДПМН. И мислам дека во таа насока ние ќе продолжиме да се движиме. Многу пати претходно дискутиравме дека штетата е направена. Она што го направија СДСМ и нивниот експонат Пендаровски изминатите 7 години ќе биде многу тешко да се поправи. Многу. Значи штетата е огромна направена, но добро е што конечно имаме црсти позиции, добро е што имаме позиции на линија на одбрана на македонските национални интереси. Јас очекувам и понатаму таа политика да продолжи. По обраќањето на председателката Силјановска Давкова во собранието следуваа различни коментари. Власта го оцени нејзиниот говор како визионерски. СДСМ изјави дека говорот бил професорски во погрешен амфитеатар. Дуи ја критикуваа дека не дала насоки за уставните измени кои се предуслов за започнување на преговорите со Европската Унија. Левица пак ја обвинија дека е министер за култура под сенка на премиерот Христијан Мицковски. Како ги оценувате овие изјави на власта и опозицијата? Можете ли накратко да ги коментирате секоја од нив, од власта, од СДСМ, од ДУИ и од Левица? Видете вака, јас веќе кажав дека мене ме радува тоа што има кохабитација помеѓу, ајде да кажеме, вилата Водно или Инденска број 2 или помеѓу председателката и владата. И јас тоа се току гледам во насока на подобрување на и така лошите позиции кои што оваа власт и оваа председателка ги наследија. Че ние само со еден цврст став, со кохабитација можеме меѓународно да ги подобриме лошите позиции кои што ги имавме до пред неколку месеци. Она што не ме зачудува од СДСМ, такви изјави очигледно не ја научија лекцијата, беа сурово казнети од народот на изборите, на парламентарните и на председателските избори, но они понатаму продолжуваат со нивната безидејност, лутаат, не знаат каде тераат и на долг рок тоа е лошо за Република Македонија. Зошто е лошо? Зашто нас ни треба стабилна опозиција која што треба да биде партнер на владата во сите процеси во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ние тоа од СДСМ за жал не го гледаме и што е уште полошо, не сум сигурен кога ќе го видиме тоа од СДСМ. Зашто вака како што тргнале, мислам дека уште толк временски период ќе се задржат новие мртви позиции според мене, позиции кои што се многу осудени од народот во Република Македонија и не ќе видиме никаква сериозна проактивност од нивна страна.
Визави Дуи, што да каже човека да не сгреши за нив? Мислам, стварно, Дуи треба да се сврти малце према себе. Допрва следат многу процеси кои што ќе ги слушаме. Допрва многу народот и луѓето ќе видат што они правеле од позиција на моќ во Република Македонија, какви криминали се случувале во позадина, зашто на што досега го гледаме, по мене не е ни 1% од она што следува. Така да подобро дуи да се свртим према себе, да се реформира. Знаете како, не можете вие да зборувате за европска иднина на Република Македонија, од друга страна да се заканувате и да фрлате прашина во очи на луѓето со некакви си конфликти, урагани, не знам уште што. Тоа се две различни позиции. Или си демократ, или си терорист. Не можеш по потреба да бидеш демократ и европеец, по потреба да бидеш терорист и да се закануваш. Позицијата на левица не би ја коментирал, не знам што би имало тука повеќе да се коментира од сето тоа. Дел од редовните дежурни апологети на СДСМ, ден по обраќањето на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, не пропуштија да ја нападнат, особено жестоки беа околу незината изјава дека многу била навредена и дека и сметало кога ќе ја прашале дали ќе го смените уставот. Еден политиколог и политички аналитичар изјави дека бил навреден од тоа што претседателката немала чист став по тоа прашање, а една новинарка изјави дека ваквата изјава не била државничка и не била во интерес на државата. При тоа, обвинувајќи ја претседателката дека немала никакво визионерство и дека одмолчала некои работи важни за државата, но при тоа не кажа за какви работи станува збор. Како вие ги оценувате ваквите напади кон Давкова од страна на овие двајца апологети, кои засега нема да ги кажам нивните имиња, но претпоставам дека знаете за кого станува збор и дали се издржани? Видете, таа мантра. Ние таа мантра ја слушавме пред избори, ја слушавме за време на избори, гледаме дека продолжува понатаму, но сите тие забораваат една клучна работа. Зборот демократија се состои од два збора, демос и кратос, или народ или владење на народот, ајде ако сакаме да кажеме. Ако народот вас на избори ви ја дава поддршката која што му ја даде на ВМРО ДПМН и на професорката Силјановска-Давкова, ако по сите моментални анкети таа поддршка не само што не опаѓа, напротив, расте во народот, тогаш што може да прави претседателката Силјановска-Давкова освен да го слуша народот и да слуша што народот има да ја каже визави тоа што, пазите, позицијата на така наречени уставни измени дојде во еден период кога СДСМ и ДУИ, за да може да продолжат да крадат, ветуваја сегде и сешто. Буквално ветуваја сегде и сешто. Ние и тогаш им кажувавме дека немаат двотретинско мнозинство во парламент, дека ги распродаваат, ги раскачмуваат националните интереси без никакви гаранции. Пази, да бидеме до крај искрени. Еве, ајде да се случат уставните измени. Еве, во најлошо сценарио, така? Која е гаранцијата дека ние ќе го продолжиме Евроатлантскиот пакт? Или Европскиот пакт? Која е гаранција? Немаме ние гаранција. Немаме никаква, напротив, со секој отварање и затварање на поглавието ние можеме да имаме ново вето и така натаму, и така натаму. Така да од една ваква малце поменена лудничава позиција треба позицијата да ја напушти. Ради таа налудничава позиција беше казнета сурово на изборите. Колку повеќе верглаат во празно со тие нивни празни фоскули, толку само повеќе ствараат револт кај граѓаните не прават ништо во Република Македонија. Излитени фази 100 пати до сега сме ги слушнале, 100 пати до сега сме ги виделе и за жал ништо ново не носат на македонската политичка сцена. За време на дебатна емисија на една национална телевизија во која учествуваа двете лица кои ја нападнаа претседателката Гордана Силјановска-Давкова, се отвори прашањето за цената што ја плативме за членство во НАТО преку Преспанскиот договор. Со овој договор името на државата беше променато, а додадена беше и спорната и понижувачка кованица. Гостинката во емисијата го изнесе својот став, ставајќи знак на равенство помеѓу промената на името на државата, идентитетот, јазикот, историјата, потеклото и културата и добивањето на бугарски економски пасош. Како го оценувате ваквиот нејзин став? Ајде се обидам да бидам поблаг во моите коментари. Значи, нема потреба да бидете благ. Значи,
знаете како е. Што туку уште еднаш се гледа нивната биполарност, ајде така да го кажеме. Не може од една страна вие да кажувате дека сте демократ, верувате во демократските вредности, вас стил на живење ви е демократијата, а од друга страна да поддржувате еден таков шизофрен процес во кој што на најгруп начин со кршење на сите демократски права беше сменет уставот на Република Македонија. Сам стварно јас не разбирам, тие луѓе се погледнуваат ли во огледало? Кого лажат? Самите себе или нас? Нас очигледно не може да не излажат и очигледно е дека се заробени во некоја мантра. Дали е добро платена или не, ќе видиме следниот период. Многу работи ќе излезат на виделина, но по мене колку повеќе продолжуваат да ја тераат таа мантра, толку повеќе заглибуваат во жива песок, заради тоа што врв или најголема демократска придобивка во едно општество е референдумот. Ако народот вас на референдум ви го направи тоа што го направивме сите заедно 2018 година, и тоа беше сериозен црвен картон за сите тие апологети, тогаш вие нема што да направите освен да се повлечете од позицијата. Они упорно продолжуваат да ги вергалат истите работи и стварно треба да се направи сериозна проценка дали ова веќе не е за некој посериозно медицинско посматрање. На почетокот на неделава излезе една информација дека власта планира да ги разреши членовите на судскиот совет кои се избрани во собранието, а таквото разрешување наводно собранието ќе го направи после празниците. Имате ли вие некакви информации дали и кога собранието ќе започне постапка за нивно разрешување и дали разрешувањето на оние судии кои ги има избрано самото собрание е пропишано во некој од законските акти или тоа е само можност и дали главната причина покрај многуте други причини, како на пример ниската доверба, е тоа што во собранието не помина извештајот за нивното досегашно работење. Очекувате ли овие судии да бидат разрешени? Бие сакам да бидат разрешени од последното прашање. Сакам. Тоа знаете како, тоа се луѓето кои што правеа се што правеа изминатите години и судството и обвинителството го сведоа во рамки на статистичка грешка или доверба во рамки на статистичка грешка од некои 2%. Собранието не го усвои извештајот за нивната работа и тоа отвара сериозен пат за нивна промена и те како треба да бидат истите променети. Зошто? Зошто по мене мислам дека нивната работа или пазите како нивната неработа, ајде да бидам малце попрецизен во кажувањето, ги доведе до овие состојби. Па ние не можеме да очекуваме дека луѓето кои што судството и обвинителството го доведоа до овие позиции ќе ги разрешат или ќе направат промени во насока на подобрување на состојбите. Секој извештај на Европската комисија нас тоа ни е нотирано. Буквално секој извештај со најлоши оценки. Од тука самото неусвојување на извештајот отвара простор за отповикување на членовите кои што собранието ги има именувано и конечно да видиме луѓе кои што ќе засукаат ракави и ќе се фатат за реформи во македонскиот правосуден систем. Знаете тоа зошто е така? Еве на пример ќе направиме два примери ќе дадеме. Првиот пример е примерот со врховниот судија од Струмица, а вториот пример е примерот со апелациониот судија кој што се најде на целната листа кај нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави. Во двата случаи тој Републички судски совет немаше став. Знаете што значи вие врховен судија да ви фатат со пари? Значи врховен судија треба да е врв во пирамидата во општество. Они немаја став. Апелационен судија се најде на целна листа на нашиот стратешки партнер, они немаа став. И сега ние очекуваме дека ќе имаат став за други работи? Апсолутно не. Апсолутно не. Мислам дека должност на собранието е да поведе постапка и да ги разреши членовите кои што ги има именувано и конечно ние да видиме одговорност во судските редови. Зашто доколку не се направи сето тоа, ние ќе продолжиме да тонеме во живата песок или македонскиот правосуден систем ќе продолжи да тоне во живата песок во која што моментално се наоѓа.
Каков е вашиот став за позициите до председателката Гордана Силјановска-Давкова да ги отповика двајцата судии кои претходно беа предложени од поранешниот председател Стево Пендаровски? Дали председателката има уставно право да ги отповика, особено ако се земе предвид дека предлозите веќе се реализирани и судиите се избрани, или пак оваа надлежност е исклучиво во рацете на парламентот? По мене во овој момент не сум баш сигурен колку професорката Силјановска-Давкова има уставни надлежности да ги отповика тие членови кои што на ги има именувано, тоа се веќе именувани членови со мандат. Но, доколку и нема таква опција, може треба веќе сериозно да се размисли за промена во законската регулатива да се отвори пат, доколку пак некогаш, не дај Боже, во некоја блиска или далечна да се доведеме во една ваква позиција. По мене, доколку тие суди имаат и малце морал и честност, треба да си поднесат самите оставка, но знаете како е. Веќе премногу е дегутантно да зборуваме за морал и за честност од нивна страна, што многу пати претходно требаше да го направат тоа, а видовме дека воопшто не се спремни на еден таков потек. По мене лош сигнал би се пратило ако се трне на сила да се разрешуваат тие членови. Сметам дека треба да се створат уставни и законски можности да бидат сменети, не тоа ние да го правиме од позиција на сила, зашто ако тоа го направиме од позиција на сила, во некоја блиска иднина, ние пак ќе се читаме по извештаи на Европската комисија, на меѓународни организации, но се разбира во негативен контекст. Дали можеше да се избегне ваквиот наавен процес за нивно разрешување, односно нивна интерпелација, особено за оние за кои има основни сомненија, доколку членовите од судскиот совет имаат доблес сами да се распуштат, како што вие напоменавте, особено поради се она што се случуваше и случувало за време на нивното работење и да се направи внатрешен реизбор од кадарни и некоруптивни суди. Имаше ли валата и дали се уште има други алатки на располагање, освен овој наавен процес кој што ќе се случи во собранието? Видете вака, досега дали треба да си поднесат оставка многу пати досега. По мене, доколку ги читате сите оние извештаи на Европската комисија што во суштина се случува во македонскиот правосуден систем и доколку вие седите во, ајде да кажем, едно од двете највисоки тела, едното Совет на суд и другото Совет на јавни обвинители, тогаш и те како треба да седнете да размислите која е причината зашто вие седите во тоа тело, а при тоа за самиот себе кажувате дека сте чесен, дека имате авторитет, дека имате морал и така натаму и така натаму. Очигледно е дека тоа сето изостанува. Желбата да се биде на сите тие функции е многу поголема од било што друго. Единствен механизам е овој по кој што се тера во овој момент законски механизам да е усвојување на извештајот за нивната работа, кој што многу пати до сега не требаше да биде усвоен, и понатаму отварање на процес за интерпелација на тие членови на Републичкиот судски совет. Во овој момент се поинаку би било сериозен проблем за Република Македонија. Поранешниот вице-премиер Артан Груби, кој во свој статус изјави дека е чист како моминска солза во однос на сомнежите околу неговите активности, сега како да исчезна од јавноста. Нема информации за неговото престојалиште и покрај тоа што по него е распишана меѓународна потерница. Има ли нови информации за неговото место на престој или се уште преовладуваат шпекулации? Очекувате ли дека ќе биде пронајден и изведен пред лицето на правдата? Доколку се врати било доброволно или присилно, дали очекувате дека ќе продолжи да ја брани својата невиност или пак чистите солзи ќе станат матни и горчливи? Или ќе биде прогласен за невин, имајќи предвид дека судството и обвинителството се уште се под контрола на ДУИ и СДСМ? Ајде дел по дел. Прво, чистоста, невиноста, солзите падна во вода на момент кога избега. Значи, тука заврши целата приказна околу тоа колку Артан Груби бил замешан во сите процеси, криминални процеси кои што се случувале во Република Македонија или биле под негово менторство. Ако се навратиме чекор назад и ако видиме неговиот, ајде да кажем,
политичка кариера. Се сватиме дека ние од голтар и уличар, он стана, ајде да кажем, вториот најмоќен човек во држава, и тоа не е случајно, тоа не може да го направите вие на честен и на поштен начин. Каде Алтан Груби во овој момент има многу спекулации. Јас уште еднаш, како и многу други луѓе, би го повикал, ако е чесен и ако е чист како солза, нема од што да се плаши, нека дојде и нека покаже. Нема што да се крие. Притом, знаете како, ние може овде што сакаме да кажеме, но ние ако се најде некој на америчка црна листа, тоа е многу долг процес, подкрепен со многу факти и аргументи, подкрепен со многу докази. И тука ние нема веќе што да разговараме и што да дискутираме. Артан Груби во овој момент има два избора. Едниот избор е да се соочи со обвиненијата кои што ги има и да одговара за тоа што го правил и да се врати во Република Македонија. Другиот избор е да продолжи да бега. Колку и каде ќе избега, ќе видиме времето. Времето ќе покаже, но ние сме земја членка на НАТО, имаме потписници сме на сите меѓународни правни договори. Нема кој нема да го екстрадира Артан Груби каде и да се наоѓа под било какви околности, така да за многу скоро очекувам дека ќе биде изведен пред лицето на правдата и ќе одговара за се она што го правил изминатиот период. Очекувате ли Артан Груби да добие азил во државата во која нашол престој и покрај тоа што обвиненијата што се врзуваат за него не се поврзани со политички прогон? Па не очекувам. Мислам дека некој тешко би се дрзнал, поготово шпекулациите дека се наоѓа во овој момент во соседна земја, која што е членка на НАТО. Тешко верувам дека би се дрзнал некој да му даде азил, поготово под едни такви сериозни обвиненија, ајде да кажам, и да изземеме оно што се случува или процесите кои што се случуваат тука. Тоа е лице кое што се наоѓа на америчката црна листа. И не верувам дека некој би пробал да пркоси, да кажеме, на таа одлука на нашиот стратешки партнер. Како ќе ги прокоментирате обвинувањата на СДСМ дека власта го пуштила Груби да побегне, а како обвинувањата од ДУИ дека Артан Груби веќе не е член на партијата? Дали со ваквите изјави се обидуваат да се амнестираат од одговорност и целата вина да префалат на Груби? Може ли да се амнестира од одговорност целата поранешна влада, особено поранешниот премиер Димитар Ковачевски, само со пуштањето на Груби по вода? Видете, вака, на почеток на емисијата спомнав дека она што во овој момент ние го гледаме не е ни 1% од тоа што ќе го гледаме следниот период. Прво за СДСМ не ме ни чуди. Тие беа луѓето кои што беа директно подвластени на Артан Груби. Седеа во влада во која што не ја водеше Димитар Ковачевски, ја водеше Артан Груби. Така да нивните кажувања се прилично смешни дека, ајде да кажем, некој го пуштил Артан Груби. Што се однесува до ДУИ, пазете, ударот врз Артан Груби е удар врз Али Ахмети. Артан Груби 5-6 години уназад беше десна рака на Али Ахмети. Ова е сериозна порака до Али Ахмети, која што според мене е во насока или ќе се повлечеш од македонска политичка сцена и ќе заборавиш политика, или ќе ти се случи Артан Груби. Значи, тоа е пораката која што се праќа до ДУИ, затоа наеднаш одма се откаже од него, одма од главна улога. Пазете, он за нив беше, го сведува на ниво на рок звезда, буквално го сведува на ниво на рок звезда и целата политика се водеше или се крираше околу Артан Груби и наеднаш он не постои за нив. Тоа е бегање од одговорност, која што нема да им успее, зашто она што го правиле тука во Македонија и во македонските институции има оставено длабоки траги. Станува збор за огромна проневера на финансиски средства во незаконски, нетранспарентни процедури, за кои што пак ќе кажем допрва ќе слушаме. Дали со се што се случува во ДУИ и со влошувањето на нивниот рейтинг може да се заклучи дека оваа партија е на работна пропаст? Има ли знаци на одлевање на членство од ДУИ кон Вреди и како стои Вреди на последната анкета? Ќе успее ли лидерот на ДУИ Али Ахмети да ја консолидира и сочува партијата до локалните избори?
Па, процесите се почнати. Како ќе се случи и што ќе се случува понатаму, ќе видиме во следните неколку месеци. Очигледно е дека позицијата на Вреди јакне на македонската политичка сцена. Добро би било, ајде да кажеме, во блиска иднина да видиме тие 4 субјекти да се фузираат во еден субјект и така да продолжат да делуваат на македонска политичка сцена во насока на зацврстување на нивните позиции. Она што во овој момент се случува во ДУИ, по мене се наоѓаат во технички нокдаун. Дали ќе биде нокаут, ќе видиме допрва, но мислам дека ќе се соочат со многу сериозни обвиненија нивните високи партиски функционери и ако во брзо време ДУИ не се реформира, во овој момент не гледаме знаци дека ДУИ се сака да се реформира, тогаш може да бидат толку време во опозиција и да кажеме на крајот на денот и да прекинат да постојат како политички субјект. Дали последните случувања во ДУИ ја отворија вратата за распад на коалицијата од Европскиот фронт? Па видете, веќе Мендухтачи најави дека ќе се оди од Европски фронт. Зијадин Села беше првиот кој што, ајде да кажеме, пови Картан Груби да одговари да се повлече од македонска политичка сцена, така да веќе таму има разногласие. ДУИ не е веќе фактор кој што може под некакви чудни околности да ја држи таа коалиција хомогена. Јас очекувам и помалите партии кои што не се со албански етнички презнак, турци, роми, да се одделат од таа коалиција и брзо да имаме редефинирање на македонската или на силите на македонската опозиција во парламентот. Секако ајде да кажеме, заменувањето на Артан Груби е сериозен проблем за ДУИ, зашто пак ќе кажам, изминатите неколку години наназад целото политичко делување на ДУИ беше фокусирано околу Артан Груби, запоставувајќи ги сите останати. Впрочем, и заради тоа Изетмеджити излезе од ДУИ и си направи свој политички субјект, тоа што беше запоставен од Али Ахмети. И тогаш и сега сум убеден дека многу повеќе на македонска политичка сцена вреди од Артан Груби. Така да во тој Европски фронт допрва ќе се случуваат чудни работи. Допрва ќе видиме како ќе се распадне по мене како кула од карти. Вреди на некој начин се повлече од претходните изјави дека доколку не се случат уставните измени за 6 месеци од формирањето на новата влада, ќе го преиспитаат нивното учество во владата. Врз основа на оваа изјава, од опозиционите партии ја обвинуваат Вреди за манипулирање на гласачкото тело од албанскиот политички блок и побара оставки и предвремени парламентарни избори. Како гледате на ваквите изјави, особено ако се има во обзир дека и да напушти Вреди владината коалиција, се уште ќе има мнозинство во парламентот и кои се вашите очекувања поврзани со следните чекори на Вреди, особено после изјавата на министерот за здравство Арбен Таравари дека председателите на партиите кои ја сочинуваат Вреди треба да седнат и да направат план како понатаму, бидејќи очигледно е дека нема шанса да започнат уставните измени затоа што околностите не го дозволуваат тоа и дека ВМРО ДПМНЕ со право не се согласува да се отвори уставот без гаранција од ЕУ дека нема да има понатамошни блокади од страна на Бугарија. Какви се вашите очекувања поврзани со одлуката која најави Таравари? Видете вака, ајде прво да почнеме од првото прашање. Дали треба во Македонија да има во овој момент предвремени избори? Не треба да има предвремени избори. И најмалци имаат право предвремени избори да бараат оние кои што толку штети нанесоа на Македонија, што пак ќе кажам, не знам колка временски период ќе ни треба ние како држава да застанеме на нозе. Се сеќавате на сите нивни неуспеси. Секогаш ние викавме дека во овој момент после сите глупости што ги правија требаше да има предвремени избори, они неупорно остануваја во бункерот наречен криминал и корупција. Визави уставните измени, позицијата на ВМРО ДПМНЕ и пред 6 месеци, и пред 2 години, и пред 3, и пред 4 години е јасна. Не може во овој момент да има никакви уставни измени, не поготово на овој начин на кој што, ајде да кажам, некој претходно или СДСМ и претходно се обврзаја дека ќе ги направат. И таа позиција ја знае и Вреди, ја знае и македонската јавност, ја знаат
ја знаат и сите, и тоа е еден континуитет на ставови кои што го гледаме изминатиот период. Добро е што вреди, таравари или лидерите на вреди ја гледаат поголемата слика. Гледаат дека ние, македонците, македонскиот народ, се противиме на она што сакаат да ни го наметнат или на вакви уставни измени какви што сакаат да ни наметнат, и добро е што конечно стојат рамо до рамо со нас и не се закануваат со некакви, не знам, вакви, такви или онакви дестабилизации. Подобро или добро е тоа што се свртени, ајде да кажам, кон реформи внатре во самата држава. Од тие реформи еден ден кој ќе го откочиме тој евроатлантски процес, многу побрзо ќе не водат во патот или во европската интеграција на Македонија. Го поздравувам ставот на Таравари, очекувам и од другите лидери на вреди да го слушнам истиот став, и конечно очекувам, ајде да кажем, делот од албанскиот народ кој што живее во Република Македонија да застане рамо до рамо со нас, македонците, во креирање на национална и на државна стратегија. Подготвителната седница за законот за јазиците најверојатно ќе се одржи кон крајот на март, кога се очекува Венецијанската комисија да го достави пријателското мислење. Али Ахмети, лидерот на ДУИ, повторно испрати предупредувачки закани дека од законот не смее да се смени ниту точка, ниту запирка. Во спротивно, ќе биде пружен невиден отпор, бидејќи ДУИ била како ураган. Како ги гледате ваквите закани, но и изјавите дека овој закон не бил само на ДУИ, туку и на сите албанци во Македонија, и дека тој не бил добиен како подарок, туку заработен со крв и пот? Ајде, дел по дел. Прво, во старт, да расчистиме. Никој нема ништо против албанскиот јазик во Република Македонија. Апсолутно. Имаме против начинот на кој што ДУИ ги силуваше законите, собранието и уставот на Република Македонија. Ајде да одиме дел по дел. Прво, законот беше донесен со европско знаменце, нешто за што бевме сериозно критикувани од Брисел. Сериозно критикувани. Второ, законот во собранието, во службен весник, беше излезен без подпис на тогаш актуелниот претседател на Република Македонија. Тоа е сериозен правен преседан, кој што еднаш се има случај од 93 или 4 година во Република Македонија, и тогаш Уставен суд се произнесол и го поништил законот, или тогашниот претседател Киро Глигоров не потпишал некаков закон, бил објавен во службен весник и Уставен суд излегол и го поништил тој закон. Ако ние дозволиме овој правен преседан вака да пројде, тогаш ќе ни стане правна пракса, што е лошо за Република Македонија на дол крок, не на краток, на дол крок. Тогаш по 3, по 5, по 7, по 10 години било кое парламентарно мнозинство може да се изгласа било каков закон, да се го објави во службен весник и тоа да продолжи понатаму. Јасен е уставот на Република Македонија во тој поглед и мислам дека тука имаме сериозно прекршување на уставот на Република Македонија. Третиот момент е тоа што ние веќе имаме еден закон од 2008 година, кој што беше донесен со малце поширок консензус и беше донесен во една, ајде да кажем, во едни подемократски амбиент или услови. И тогаш Венецијанската комисија излезе и се изјасни и кажа дека нема ништо спорно во сето тоа. Во овој момент, за пошироката публика која што не следи, Венецијанската комисија е тело на Европа. Дали ме разбирате? Да. Значи, не може вие да кажувате дека сте некаков европски фронт, а да кажувате дека или одлуката или Венецијанската комисија, која што е дел од Советот на Европа, нема да ја почитувате, па ќе се заканувате со не знам што таму. Во првичното мислење на Венецијанската комисија јасно стои дека законот е спротивен на европската регулатива. Делови, не цел, делови. И ние ако сега не го направиме тоа, утре кога ќе го отвориме тоа поглавје со Европската унија, ние пак ќе го направиме тоа. Ќе мораме да го направиме тоа, зашто мораме да го хармонизираме законодавството со она на Европската унија. И Али Ахмети како, ајде да кажем, политичар кој што е повеќе од 20 години присутен на македонска политичка сцена, треба да му е јасно тоа. И него мислам дека му е прилично јасно, но се обидува со, ајде да кажем, закани
или со она што го прави овој период, да заплаши некого за да не одговара. Зошто да не одговара? Зошто неговата десна рака е во бегство, ќе продолжат процесите понатаму. Знаете, они се закануваја од негде јуни месец дека септември ќе има нешто, па го одложија за ноември, па сега вика дека ќе има ураган. Она што нас не треба е конечно да го видиме Уставниот суд на висина на задача. Ако не е по устав, нека го поништи. Имаме простор, имаме можност да седнеме, да се договориме, зашто пак ќе се вратам на првичната моја реченица визави ова прашање. Никој во Република Македонија ниту е против албанскиот народ, ниту е против употребата на албанскиот јазик. Но сето тоа да биде во рамките на законот и на уставот, а не вака како што го направија ДУИ и СДСМ. Зашто тука има еден друг момент прашањето. Ако Али Ахмети навистина мислел добро со овој закон, зошто не дозволил тој да се случи во една уставна и законска процедура? А што третиот момент кој што исто така битен е дека уставот е излезен во службен весник 9 месеци после донесувањето. А уставниот рок е 8 дена, пардон. Да, 8 дена. Значи тоа уште едно прекршување на уставот имаме тука. Сега, или ќе го почитуваме законот, или ќе веруваме во европските вредности, или да си биде ова божибозлук кој што гледаме дека до сега било. Не, законот и уставот мора да се почитуваат и оние кои што го прекршиле мора да сносат одговорност. Ахмети е со став дека за овој закон за јазиците не требало да се барат експерти и мислење на Венецијанската комисија, бидејќи со тоа се оспорува документ и е опасно за Охридскиот рамковен договор, затоа што токму тој договор спречил многу трагедии и дека ЕУ и САД били гарант за тоа. Со која цел Ахмети по кој знае кој пат го отвара ова прашање околу Охридскиот рамковен договор, особено кога го поврзуваат со одлуки на Уставниот суд. Каде беше ДУИ во изминатиот 20-21 година како дел од власта за да направат нешто добро, вклучувајќи ги овој закон, туку се што направија со фалинки и недостатоци? Видите вака, пак тука доаѓа нивната биполарност до израз. Од една страна се Европски фронт, или се кажуваат дека се Европски фронт, претходно беа зелени, ако се сеќавате, а од друга страна се против одлуките на едно тело на Советот на Европа. Која е позицијата? Се или не се Европски фронт? Се за европски вредности или не се за европски вредности? Али Ахмети изминатите 20 години игра на секогаш кога ќе биде фатен во криминал или корупција, игра на две карти. Првата карта е Охридски рамковен договор, втората карта е меѓуетнички тензии. Да, чизмите ако ви текнува, чизмите кои што ни се заканува, така е. Во суштина, сето тоа се празни фоскули. Зошто се празни фоскули? Зошто ова не е она ДУИ од 2001 година, кога беа голтери од планина, кога слегува во парламентот? Па ДУИ во овој момент, по моје мислење, е политичката партија на ниво на Европа, која што има најголем број на милионери по број на членови. Мислите дека они ќе се ги жртвуваат криминално украдените пари? Апсолутно не. Апсолутно не. Ова е момент на купување на ефтини политички поени, играње на карта, јас тоа го викам на турбофолк, на национализам, која што на крајот на денот лоша е не само за нив им е гаљони, нема што да изгубат. Они пробуваат да се спасат од одговорност која што им следи во периодот кој што доаѓа. Но тоа е лошо за Република Македонија заради тоа што може таквите изолирани случаи кои што беше онаа фамозна прослава со денот на албанското знаме да прераснат, ајде да кажам, во изолирани инциденти кои што не носат ништо добро на Република Македонија. Она што мене ме радува е што институциите функционираат. Ние гледаме дека Министерството за внатрешни работи на ниво на задачата, гледаме дека одма има акција визави сите девијантни појави кои што се случуваат во Република Македонија. Не е ко претходно ви текнува Оливер Спасовски кога беше министер, што све се случи, па ниту еднаш полицијата не приведе или не уваси ниту еден од тие сторители. Денеска тоа го немаме. Ние веќе наредниот ден имавме акција од македонската полиција во која што беа приведени и санкционирани сите оние кои што тој ден дивеа или сите оние кои што тој ден се обидоа неуспешно сценарио да спроведат во Република Македонија. Мислам дека
заканите на Али Ахмети ќе се сведат само на тоа и на ништо повеќе од тоа. Како го оценувате тоа што според резултатите од последната анкета на МКД.МК за испитување на јавното мислење, СДСМ е дури четврта политичка сила во Македонија. Дали ваквиот пат на СДСМ е очекуван и која е најголемата причина за тоа, имајќи предвид дека има многу фактори? Дали очекувате дека ваквиот тренд на паѓање на СДСМ ќе продолжи? Па видите, ајде да се вратиме на почеток на емисијата. Не ја научиле лекцијата. Изгубија катастрофално. Беа сурово казнети од македонскиот народ и ние гледаме дека они си продолжуваат да си го тераат тој ист буквално шашав наратив, ајде да кажеме, а секако дека тоа сериозно влијае на нивниот рейтинг, кој што ги гледаме по последните анкети. Ако СДСМ сериозно не се реформира, не донесе нова доктрина, нова филозофија на политичко делување, овој вртоглав пат ќе продолжи понатаму. Од 180.000 гласа колку што имаја на последните избори, ќе се сведат на 180.000 гласа и полека, но сигурно трендот продолжува да оди кон тоа го викаме пасокизација на СДСМ или исчезнување на македонска политичка сцена по принципот по кој што пасок исчезна кај нашиот јужен сосед. За да можат СДСМ да се повратат од оваа мртва позиција во која што или клиничка смрт во која што се наоѓаат сега, им требаат сериозни политичари, им требаат сериозни политики, им требаат луѓе со интегритет и со став, што во ова моментално раководство на СДСМ јас не го гледам. И тоа е причината заради тоа што они се наоѓаат во една ваква незавидна позиција во која што се наоѓаат. И не да ќе бидат четврта, ќе бидат и шеста, и осма, и 10-та позиција ако продолжат на овој начин да делуваат на кој што делуваат до сега. Може ли покрај овие причини кои што ги наведовте да биде и причина уште една, влијанието на пронешниот премиер Зоран Заев? Па видете, апсолутно да. Да, апсолутно. Не треба ние да видите, тука има равенка еднаквост помеѓу актуелниот лидер на СДСМ Филипче и Зоран Заев. Апсолутно тоа е истата позиција, нема поместување од таа позиција. И затоа ние ги гледаме истите загубени ликови на македонска политичка сцена кои што ги гледавме и претходно кога Заев беше премиер. Само тогаш беа во втор, трет ред, сега се во прв ред. Така да, дали има сериозно влијание? Има сериозно влијание Зоран Заев врз актуелните политики на Филипче и на СДСМ, ама тоа влијание тера на лоше, не тера наарно, ги гледаме по сите анкети. Кога сме види кај резултатите од последната анкета, ќе ни кажете ли како стојат другите политички чинители на оваа анкета, но и на владата и на што се должат таквите резултати? Ја отсликува ли оваа анкета реалноста во македонското општество и како гледате на обвинувањата од страна на СДСМ дека оваа анкета била лажна? Видете, многу пати претходно ова агенција која што има спроведувана анкетата и порталот кој што го спомнавте објавувале анкети и СДСМ секогаш и го имаше истиот наратив дека анкетата била лажна. Но на крајот на денот на изборите се покаже дека и како тие анкети биле градостојни. Она што во овој момент го отсликува анкетата е онаа јасна порака од Мицковски дека нема да биде како до сега. И ние гледаме дека имаме придвижување на тие позиции. Гледаме дека имаме развој, имаме нови инвестиции странски, гледаме дека институциите полека почнуваат да функционираат во интерес на граѓаните и конечно гледаме, ајде да кажам, одговорност и делување на македонската полиција. Дали е доволно? Не е доволно. Но, јас во овој момент би советувал на владата да не брза, додека не ги направи, додека не се случат потребните реформи во македонскиот правосуден систем. За да не ни се случи врховен судија да ни се спогоди и место да лежи 300 години затвор за криминалите кои што ги правил, да лежи само 3 години во полуотворено одделение во Струмица и секој ден да е надвор само да оди на преспивање во затвор. Зашто на тој начин само се ствара фрустрација кај граѓаните во Република Македонија. Не може некој за местенка, за тегнење коса во собрание, кој што беше класична местенка, ќе дискутираме и за тоа, да лежи 8 години затвор
А овај, кој што бил врховен судија, кој што се што направил врз база на криминал и на корупција, да биде само 3 години во затвор. Не се споредливи делата за толку мала или голема законска казна. Предвидените измени на Законот за локална самоуправа, кои се во подготовка, предвидуваат можност за отповикување на градоначалниците пред да им завршат нивните мандати. Како ја оценувате ваквата можност, особено за градоначалниците кои нема да ги исполнат ветувањата и очекувањата на граѓаните, особено во однос на злоупотребата на функцијата? Дали ова ќе доведе до зголемена транспарентност и отчетност на избраните локални функционери? Како гледате на тоа што со измените на овој закон се предвидува и воведување на комунална полиција поврзана со комуналниот надзор, наместо како што беше досега со воспоставениот принцип сакате или не сакате? Ајде вака. Онај во момент што ги имам јас како информација е дека ако помине законот во ваква форма, тогаш одземањето на мандатот ќе биде врз основа на референдум или гласање на жителите на општината или на градот во кој што треба да се случи тој процес. Така да ако вие на избори граѓаните како суверен на Република Македонија го даваат правото некој да биде градоначалник и да ја води општината или градот во кој што живеат, тогаш истите тие граѓани имаат право и на референдум да се изјаснат дека тој градоначалник или градоначалничка ја загубила довербата и треба да си оди. И тоа го отвори, или тоа прашање се отвори после последните случувања и она што го имаме во град Скопје, и мислам дека добро е да се случи таа законска измена, заради тоа што на тој начин градоначалниците не ќе може да си ги преспиваат мандатите. Имаме градоначалници кои што фантастично добро си ја работата, имаме градоначалници кои што си ги преспиваат мандатите. Но сите тие треба да бидат во функција на нас граѓаните. Нас со нивните мерки, политики и активности да ни го олеснат секојдневното живење и функционирање во градовите и во општините во кои што ние живееме. И во таа насока е она измена околу комуналната полиција. Дали треба да има? Да, треба да има. Дали ние, за жал, немаме толкава свест како општество за потребите кои што ги имаме за чистотата и се немаме. Гледаме дека тонеме во отпад, гледаме дека јас живеам во Скопје во една многу урбана општина, во која што секој ден комуналните инспектори со овие моментални овластувања се на терен. Дел од луѓето кои што ќе бидат фатени да, ајде да кажам, одложуваат отпад онаму каде што не треба, се санкционирани, но процесите продолжуваат понатаму. Така да нас не треба едно посериозно, подобро законско решение кое што ќе зацврсти позицијата на комуналната полиција, за да можеме полека да ја менуваме и свеста кај граѓаните, за да живееме во една почисто, поубаво општество. И на крајот на денот тоа можеме да го перцепираме и како чекор кон решавање на проблемот со загадениот воздух кој што го имаме и не е присутен тука. Така да секако едно вакво законско решение не е како потребно и како ќе позитивно ќе влие на многу процеси во Република Македонија. Обвинителството призна дека Миле Јанакиевски, Спиро Ристовски, Трајко Велјановски и Владимир Атанасовски воопшто не требало да седнат на обвинителна клупа за случајот поврзан со настаните од 27 април 2017, бидејќи имало правна пречка воопшто да се покрене случајот и дека немало основ за кривичен прогон, бидејќи во сила беше законот за амнестија. Како гледате на ова и на тоа што на обвинителството му требаше цели 6 години да го признаат сето ова? Дали преку ова изјава се потврдува политичката хајка против поранешните министри и собранискиот спикер, како и директорот на УБК? И какви се вашите очекувања за крајот на овој процес кој треба да судијата да го донесе на следното рочиште? Ќе падне ли судењето против обвинетите за организирање на настаните од 27 април? Па видите, ова изјава оди во таа насока дека и се поврзува со тогаш актуелниот закон за амнестија кој што бил на сила. Поентата е што уште еднаш со ова се покажува местенката која што нас не се случи на тој фамозен 27 април.
Многу пати до сега сум зборувал на таа тема и ќе продолжам да зборувам. Според мене 27 април беше тактичко показна вежба на СДСМ и ДУИ во насока на рушење на патриотскиот дух во Република Македонија, за да можат да направат се по тоа што направија, и во насока на испраќање порака до сите останати. Ако сте ни послушни, окей, ако не сте ни послушни, ќе завршите луѓето од 27 април. И тука не се само организаторите. Ние не смееме да заборавиме дека околу 7 години во затвор лежат луѓе кои што беа жртви на тој 27 април. Не може тие што влегле со фантомки да немаат одговорност, да ги нема никаде, а да лежат луѓе кои што влегле од патриотски побуди во тој ден. Не може некој за тегнење на коса да одговара 8 години. Да, може, треба да одговара за политичко насилие, ама не за тероризам. Може тие луѓе требаше да сносат некакви санкции, ајде да кажам, за насилство, за нарушување на јавен ред и мир. Ама вие да ги прогласите за терористи, а тоа е рамно на лудост. И допрва мислам дека ќе излегуваат местенките околу тој случај, и тоа што гледаме дека полека обвинителството се ослободува од стегата СДСМ ДУИ и ќе почне да делува во насока на расчистување на многу случаи, вклучувајќи го случајот за 27 април. Антикорупцијска комисија го затвори случајот што го водеше за директорот на АНБ Бојан Христовски. Според Антикорупцијска, по извршените проверки поврзани со обвинувањата од СДСМ, дека Христовски не ги исполнувал условите за да биде именуван за директор на АНБ, се утврдило дека тоа не било точно и дека ги исполнува сите законски услови за тоа. Во однос на обвинувањата дека сертификатот за познавање на англиски јазик бил лажен, велат дека таква проверка може да направи само обвинителството. Како го оценувате ова и која би била причината за која СДСМ, па дури и ДУИ, бараат негово разрешување од функцијата? Ајде, вака, ова антикорупцијска е, или овој состав на антикорупцијска е изгласан од мнозинство предводено од СДСМ и ДУИ. Значи, тоа треба на сите да им е јасно. Ова антикорупцијска е составена од луѓе за кои што гласеле пратеници на СДСМ и на ДУИ. И тука мислам дека сите обвинувања на СДСМ и на ДУИ завршуваат во вода. Која е причината зашто се уплашени? Излезе премиерот, мислам дека беше во четвртокот, со кажување дека се воделе некакви процеси во претходно УБК, па потоа и во АНБ под некакво си кодно име Цилиндер. И мислам дека не само тоа, дека и многу други такви монтирани процеси ќе излегуваат, и тоа е страфта на СДСМ и на ДУИ. Македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија ќе видат како оние злоупотребувале власта, како правеле местенки, како прислушкувале, следеле луѓе за кои што ништо не сгрешиле. Единствената вина им била тоа што си ја сакале Македонија и се спротиставиле на нивниот криминал и корупција. Не сакам да верувам дека тоа било во некакви си драматични размери, но сум уплашен после изјавата на премиерот дека тоа стварно може да била сурова злоупотреба на власта и дека буквално секој што им сметал бил мета на нивните политички местенки. Знаете како? Еве ја примери, јас ќе зборувам за мене. Многу пати доаѓаа, ме предупредувале, ми сугерирале да се тргнам, да не се мешам. Сум бил сведок дека институционално некои работи што ми следуваат како граѓани на Република Македонија, сум ги добивал полесно или многу потешко, или многу потешко. Но знаете како, секогаш мислев дека тоа е дел на нефункционалност на институции, но она што го кажа Мицкоски сериозно ме загрижува, дека многу честни и искрени луѓе биле мета на владата на СДСМ и на ДУИ и на суровата злоупотреба на власта. Но ајде да видиме што ќе донеси или што ќе се случи со процесите кои што ќе се одвиваат понатаму. За 3 дена ќе заврши оваа година, во која последните 6 месеци со државата владее новата влада. Како ја оценувате работата и заложбите на новата влада? Дали забележувате промен, било тоа да се направени или иницирани,
и дали македонските граѓани треба да бидат задоволни од она што досега е сработено и во кој сегмент или сегменти од општеството најповеќе се приметуваат промените, се разбира на подобро. Ја еден личен пример да споделиме. Вадев државјанство пред 2 години, вадев државјанство пред 2 месеци отприлика има. Претходниот пат чекав со недели да го добијам, иако е документ кој што може да ми го извадат за, ајде да кажам, неколку сати. Пред 2 месеци го добив за еден ден. На моје големо изненадување, буквално за еден ден. Почнати се процесите, почнати се промените. Треба ние да бидеме до крај искрени, значи оваа влада функционира 6 месеци со буџет кој што претходната влада им го кроела, ајде да кажам, и со сите ребаланси и се во отежнати услови. Допрва мислам дека ќе ги видиме резултатите, зашто од 1.1.25 го имаме новиот буџет, кој што оваа влада си го правеше визави политиките кои што сака да ги спроведе и да ги реализира. И допрва ќе ги видиме промените. Она што мене ме радува е дека сме помрднати од мртва точка. Не само што сме помрднати од мртва точка, сериозно ни се случуваат некои работи во позитивна насока и мислам дека допрва ќе ги почувствуваме бенефитите од функционирањето на институциите. Ние што сакаме? Сакаме да институциите од државата да функционираат и да си работат работата за која што земаат плата. Не сум преголем оптимист, ајде да кажам, секогаш сум се гледал повеќе како песимист него како оптимист визави некои процеси, но мене ме радува што сме, ајде да кажам, помрднати од мртва точка и одиме чекори полека напред. Дали според вас постои некој сегмент во општеството каде што не се забележуваат некакви промени и ако да, која е причината за тоа? Се уште е рано да се прави подлабока анализа. Значи се уште ова е, ајде да кажеме, првични мерки, чекори активности. Она што јас го знам е дека немало институција во која што нема промени, а не се најдени огромни проневери и злоупотреби. Значи, буквално сегде, во секоја пора, во секој домен македонското општество е тоа присутно. И знаете како, веќе тука резултатите зависат од многу работи. Прво од сензитивноста на институцијата во која што, ајде ќе ја дискутираме. Второ од состојбите во институцијата во која што се сакаме да ја дискутираме и така натаму. Еден мој пријател кој што во овој момент е дел од актуелната власт ми вика, мене ќе ми требаат 2 години за да ја дојдам до позиција 0, за од позиција 0 да може да се види мојата работа понатаму. Така да, мислам дека тек за некои 6 месеци на пролет негде би можеле јуни-јули да дискутираме за првични анализи за сработеното, за да можеме да имаме, да кажеме, објективен пристап кон работите. Се уште е рано да се дискутира или да вперуваме во прст кој работел подобро, кој работел полошо, зашто институциите се наоѓаат во многу специфична позиција, ајде да кажам, со скоро потрошен буџет, без никакви приливи, со многу натрупана администрација нефункционална која што не работи и со многу сопки. Првичниот, или ако поутрото се познава денот, мене ми влева малку надеж дека многу работи ќе се нормализираат во Република Македонија, но нема да е тешко, нема да е лесно и ќе треба многу работа. Дали според вас има некако подобрување во односите помеѓу владата и државниот врв со стратешките партнери и челниците на Европската Унија и обратно, стратешките партнери и челниците на Европската Унија со владата и државниот врв? Па, ите како. Ајде вака да направиме. Молете, кажете ми, кога последен пат Димитар Ковачевски бил на некоја билатерална средба, бил примен од високи представници на Европската? Се сеќавате во неговиот мандат повеќе Не ни текнало сме кога беше во Италија, кога не го пуштија да влезе. Кога не го пуштија да влезе, така. Океј. Ајде за Стево Пендаровски како поранешен председател да го дискутираме тоа. Беше во Бугарија, кај што му рече љубави како си. Љубави па хубави или хубави па љубави, така некако неуспешно се вадеја од скандалот кој што го направи. Бујар Османи ко поранешен министер за надворешни работи,
Се сеќавате? Јас не се сеќавам. Ама гледам изминативе 6 месеци дека Муцунски, Мицковски и не ми текно како се вика вице-премиерот за европски прашања. Муртезани? Стварно слаб, многу сум слаб со имиња. Муртезани. И нормално, да, и нормално Мисаловски како министар за одбрана, кој што НАТО алијанса и Европска унија се тука вклучени, се присутни на сите клучни и битни настани. Списокот на нивни билатерални средби е огромен. Така да мислам дека и то како сериозна поддршка добива Република Македонија од нашите стратешки партнери во овој момент. Која е причината, ќе видиме за скоро. Вие знаете како од онаа позиција мора да ги направите уставните измени, ние сме сега доведени во малце поблаг став, па дека да, треба да се случат. Но, како ќе се одвива понатаму зависи од нашата дипломатска активност, која што во овој момент по мене е на прилично завидно ниво, или од онаа инертност која што гледавме изминатите 7 години, дојдовме до позиција на сериозни дипломатски контакти и напори, и само така ние можеме да се поместиме од позициите во кои што не оставија СДСМ ДУИ, и никако поинако. Како го оценувате тоа што обвинителството отвори предмет по допрен глас откако премиерот Христијан Мицковски за време на пратеничките прашања во четвртокот од собраниската говорница, а сношти и пред новинарите во присуство на јавниот обвинител, обелодени дека тој и неговото семејство биле физички следени од една од разузнавачките институции. Причината за следењето, според наводите, била тврдењето дека тој е нарачател и финансиер на параполициско воено вооружена формација со македонски радикални, екстремно националистички настроени елементи. Какви се вашите очекувања во однос на расчистувањето на постапувањето на разузнавачките служби за време на владењето на СДСМ и на ДУИ? Па видите, целата таа фама што се креваше околу Христовски, околу АНБ и околу спојувањето на АНБ со Агенција за разузнавање е токму причината ова што го зборувате вие. Кодното име на акцијата била Цилиндер. Не само семејството на Мицковски било следени и многу луѓе. Каков е списокот не знаеме, ќе видиме. Или обвинителството ќе каже, треба да каже каков е списокот, и сето тоа е сурова злоупотреба на позицијата на моќ. Знаете вие колку се тоа, и пазите, тоа веќе ова е втора, ајде да кажем, втор настан за кој што ние сме сведоци. Првиот беше 27 април, кога луѓето без никаква причина ги прогласија за терористи. Сега имаме ситуација во која што екстремисти, радикали, паравоени полиции. Мислам дека претходното раководство на СДСМ и на ДУИ како деца многу гледале каубојски филмови и многу лесно влегувале во филмови. Суштината е дека ова уште еднаш го покренува прашањето на реформа на безбедносните служби во Република Македонија. Оти ние после извештајот на Рајхат Прибе, главниот муабет на СДСМ и на ДУИ биле дека спровеле реформи во безбедносниот систем или сектор. Ние гледаме дека не спровеле реформи, гледаме дека само институционално успеале да ги институционализираат и институции да работат под нивен диктат. Што ќе излезе од кодната акција Цилиндер, не знам, ќе видиме. Мислам, премногу е сериозно во овој момент за да даваме паушални проценти околу тоа што го правеле безбедносните служби, но едно нешто е 100% точно. Се она што Мицковски го има кажано во јавност, се испоставило дека е така. Не зборува на памет и не зборува, ајде да кажам, без факти и аргументи. Да оставиме обвинителството што ќе направи во следниот период. Очекувам брза акција од обвинителството. Конечно очекувам да видиме обвинителство кој што ќе го гони организираниот криминал и корупција во Македонија, нема да биде негов партнер. Господине Малчевски, многу често слушаме како во јавноста некои новинари и аналитичари, но и интелектуалци говорат за некакви проценти од македонскиот народ и македонските граѓани кои биле за и против членството на Македонија во ЕУ. Се споменуваат бројки од 85% кои имаат проблем со сегашниот начин
на отварање на преговорите, а околу 75% дека се за сегашниот начин за влез на Македонија во ЕУ. Вие како аналитичар, како ги оценувате ваквите бројки и дали се реални, бидејќи на прв поглед математички не се сложуваат овие бројки? Споредливи или се овие две различни гледишта, особено ако се има во обзир вистината, а тоа е дека првото не може да биде гаранција за второто? Видете вака, точно е дека голем број од македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија се против ова политичко насилие кое што во овој момент ни се случува, а е поврзано со непринципиелната позиција на Европската комисија према Република Македонија. Зошто? Зашто она што во овој момент од нас се побарува е билатерално прашање да биде дел од процесот на отварање преговори или дел од патот, нашиот пат кон Европската Унија. Копенхашките критериуми и вредностите на Европската Унија јасно се дефинирани и ова воопшто не треба ни да е тема на муабет. И тука е односот на Европската Унија према нас. Доколку продолжат понатаму вака да пробуваат да делуваат врз нас, тогаш евроскептицизмот ќе расте во Република Македонија. И тоа е де факто и де јуре е дека ќе ни се случува. При тоа, за да не бидам погрешно толкова, ние немаме друг пат освен европскиот пат. Но не вака понижени и не на овој начин. Мислам дека Европската комисија треба да седне и да се договори самата со себе. Или важат или не важат копенхашките критериуми. Зашто она што или ова детско понашање што му го дозволуваат на нашиот источен сосед може да предизвика многу сериозен проблем во целото понатамошно функционирање на Европската Унија. Зашто правото на вето е право кое што беше дадено на членките. Но за вие да ставите вето треба да имате сериозни причини зашто ставате вето. Ако немате сериозни причини, тогаш може да се доведете во една апсурдна ситуација секој на секој да стави вето. Причината е дека некакво бугарско малцинство во Македонија било неправдано. Суштината е дека ниту една пресуда од Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург немаме за такво нешто. Ама од таа страна на границата имаме 16 пресуди кои што викаат дека македонското малцинство во Бугарија е онеправдано и е деградирано. Од тука, мислам дека Европската комисија во блиска иднина ќе има сериозен проблем на многу нејзини членки да објасни зошто немаат право да стават вето за некое прашање кои дозволуваат на Бугарија вака детски да се однесува. Ако процесите продолжат во оваа насока, по мене и природно е да очекуваме дека ќе расте евроскептицизмот во Република Македонија, а ќе се зацврстува позицијата дека да, ние сме за членство во Европската Унија, ама не под вакви услови. Господине Малчевски, да продолжиме со пократки прашања за пократки одговори. Како го оценувате најавениот пакет мерки од 4 закони за реформи во јавниот сектор? Ќе го дочекаме ли денот кога ќе се стави крај на клиентелизмот и партиските интервенции? Вака, значи прво, тоа е процес кој што следува после билатералниот скрининг со Европската комисија, каде што јасно, гласно ни е наведено што треба да правиме. Не сум ги видел персоналните решенија законски за да можам да навлезам во детална анализа на истите, но она што е јасно е дека тие се хармонизирани и усогласени со она што ни е препорака на Европската комисија. Нас мора да ни се случи реформа на јавната администрација и час поскоро мислам дека ќе бидеме сведоци на таа реформа. Како гледате на најавениот нов закон за правична застапеност, на кој моментално работи работна група во владата заедно со експерти од уставното право, и како гледате и на најавата дека откако ќе биде готова финалната верзија ќе биде испратена до Венецијанската комисија за нејзино мислење? Еден сериозен пристап кој што, ајде да кажам, може само да донесе добро на Република Македонија. Не сакам да видиме законски решенија кои што на со јазикот па сега да ги дискутираме и да дебатираме. Ова е пристапот кој што треба да се следи. Сериозна експертска дебата, сериозна анализа на состојбите и нормално да тоа го направиме во согласно со
со европските регулативи, зашто еден ден, ако сега не го направиме тоа, еден ден кој ќе ги почнеме преговорите, ќе го добиваме како задача. Ова мора да го направите, ова мора да го направите, ова мора да го направите. Па подобро уште од сега да го направиме, него истото да го дискутираме по година, 2, 3 или 5. Како ќе го прокоментирате одбивањето на Скопскиот кривичен суд да го прифати барањето на обвинителството за определување мерка на предпазливост за поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски, кој е осомничен во случајот Адитив за проневера од 6,5 милиони евра? Реформа, реформа, реформа. Без реформа ќе продолжуваат да ни се случуваат овие работи, а сето тоа само ќе ја зголемува фрустрацијата кај граѓаните. Господине Малчевски, ни останаа 3 дена од оваа 2024 година. Според она што се случуваше во цела година, кој настан и која личност ви остави најпозитивен впечаток и зошто, а кој настан и која личност ви остави најнегативен впечаток и зошто? Ајде дел по дел. Прво, најпозитивен настан беше заменувањето на картелот СДСМ и ДОИ во опозиција. Во опозиција според мене, тоа и беше и потребно и неопходно на Република Македонија и добро е што ни се случи. Кај најпозната личност, која што ми оставила силен впечаток, ќе за малце надвор од политика, сакам да го поздравам Симон Трпчевски и сето она што тој изминатите година, 2-3 го прави како проект Македонисимо, промовирајќи ги македонската култура, традиција и јазик во и надвор од Република Македонија. Најнегативен настан се солзите, чистите солзи на Артан Груби и неговото бегство во екзил. Ви благодариме, господине Малчевски, што бевте дел од Македонски корени. Ви посакуваме пријатен остаток од викендот и ви упатуваме срдечни честитки за новата година и Божик, со желби за здравје, среќа и успеси за вас и вашите најблиски. Секако пријатно и до слушање во новата 2025 и секое добро до вас. Ви благодарам многу на поканата, секогаш ми представува особено че си задоволство кога муабетам со вас. Ви благодарам за честитките, на него викаме ние Абин дупло да ви се врати. Да. Така да благодарим на вас и на слушателите и на гледачите на Македонски корени им посакувам убава 25-та година, да се дочекаат во многу мир, со многу љубов и со многу среќа. За Република Македонија само посакувам да продолжат реформите и конечно да видиме мир и правда во Република Македонија. Поздрав и слушање. Еве и од мене сретни новогодишни и пожични празници. Остануваме во контакт. Се гледаме и слушаме во новата 2025-та. Се гледаме и се слушаме. Поздрав, убав ден и среќни празници. До слушање.